Денес во Штип се одржа 51-виот регионален надпревар по физика. Домаќин беше училиштето Јане Сандански. Учениците кои постигнале високи резултати на општинските надпревари продолжуваат понатаму со докажување на своите знаења. Овој регионален надпревар е последица на општинските надпревари кои што се одржаа на општинско ниво. Значи секој училиште, секоја општина имаше назначено едно училиште каде што одржуваат надпревари, како за основните, така и за учениците од средните училишта. Понатаму оди републичкиот надпревар што ќе биде кон крајот на април и кон крајот на мај за учениците од основните и од средните училишта. Оние кои денес ќе покажат најголемо знаење ќе се надпреваруваат на државно ниво. На надпреварот има точно 112 ученици кои се од различните региони и тие се дојдени според бодовните листи, оние сите што имаат над 50 бодови се квалификуваа од општинските за регионалните надпревари. Истиот услов важи и за учениците од регионалниот за престој на државниот надпревар. Досега, 20 ученици од источниот регион го имаат постигнато најдобриот резултат, пласирајќи се на меѓународен надпревар по физика. Што е многу важно за овој регион 4, сакам да кажам дека до сега има 20 ученици. Едниот е Мартин Ристовски од Македонска Каменица, и вториот е Александар Иванов од Свети Николе, кој што учествува на меѓународната олимпијада по физика што се одржа во Индонезија, и Александар Иванов освои бронзен медал. Се зголемува и интересот кај учениците за изучување на природните науки. Нашето училиште ни овозможува да се докажеме во сите области на научните дисциплини и тоа го опфаќа како неизоставлив дел од медицинската струка, бидејќи еден доктор не може да биде успешен во својата област доколку нема длабоки познавања во физиката, биологијата, математиката и хемијата. И ние како ученици постојано се надоградуваме. Лани, избран тим од Македонија присуствуваше на првата Европска олимпијада по физика во Естонија, а оваа година има избран тим од тројца ученици кои ќе учествуваат на олимпијадата во Москва.